мотивирано до она што вчера го кажа господинот Зоран Заев, а се однесуваше на евентуални предвремени избори кои што би се случиле, дека ние најпрви треба да седнеме и да ги расчистиме овие однесувања, односно овие случувања во текот на вчерашниот ден за време на референдумското изјаснување, а тоа може да се гарантира доколку си поднесе јавниот обвинител неотповиклива оставка и на негово место нормално опозицијата предложи кандидат, се разбира експерт кој што детално ќе ги истражи сите овие девијантни однесувања, но не само во текот на вчерашниот ден, но и она што му претходеше во изминативе година и пол однесување на владата на СДСМ и Зоран Заев. Бидејќи знаете, ова беше подготвувано. Ова вчера што се случи не е плод на моментална инспирација во текот на вчерашниот ден. Ако вие се навратите наназад во деновите откако отпочна ова референдумско изјаснување, тогаш ќе забележите три клучни точки. И тоа, првата клучна точка е кога Државната изборна комисија со мнозинство гласови не дозволи да може наблюдувачи да имаат политичките партии. Потоа втора клучна точка е да наблюдувачите кои што ќе бидат дел од невладините организации кои што ќе го мониторираат овој процес мора да бидат од тие изборни места, во спротивно нема да им биде дозволено да дадат приговор. И третата круцијална работа, неколку дена воочи самото референдумско изјаснување, имавме кога претседателот на собранието не дозволи да имаме наблюдувачи кои што ќе бидат делегирани од законодавниот дом, односно од собранието. Така што се подготвуваше теренот за да кулминира на самиот ден на референдумското изјаснување. Ја мислам дека во 1 часот, односно во 3, во втората етапа, се започна со така наречениот план 100.000, каде што они се обидоа дури и повеќе од 50, можеби 100.000 гласови да фалсификуваат, брутално да ги полнат кутиите, но не им успеа до таа мерка, па успеа до некаде околу 50.000. Навистина ќе биде добро некој независен, вистински независен јавен обвинител да се позанимава со сведоштвата на овие наблюдувачи кои што мене денеска ми ги пренесува телефонски, се разбира, и да дознае што всушност во некој од овие избирачки места вчера се случуваше. Ова што го зборувам со револвераши, не го зборувам затоа што сакам да ја направам драматична ситуацијата, него затоа што сакам на вистина да укажам на нешто што ни се случува и не враќа назад во времето. Ова не може да се тие европски вредности. И последно на крај да сумирам, еве да не должам по тоа прашање, пратеничката група ќе предложам на пратеничката група на ВМРО ДПМН да предложи формирање на анкетна комисија во собранието која што ќе се позанимава со овој процес, односно целокупниот процес на референдумско изјаснување ќе го разгледа од моментот на организирање на кампањата, колку средства, зошто се трошени, колку чинело секунда во поедини медиуми и така натаму, па се до оваа кулминација која што сега ја гледаме, а таа беше со ова брутално полнење на кутиите во определени избирачки места.